Со пробивањето и подготовките за асфалтирање на кракови од улиците Славчо Стоименски и Попарсов Блаже ќе се реализира овогодишниот план за комплетирање на сообраќајната мрежа во ромското маало во Кочани. Министерот Аксел Ахмедовски, одговорен за спроведување на стратегијата за ромите во Македонија, при денешната посета на Кочани рече дека одличната соработка со локалната самоуправа помогнала навреме да се заврши асфалтирањето на кракови од улицата Стамен Манов, како и да се решат дел од инфраструктурните и комунални проекти во ромската заедница. За поздравување работата на градоначалникот што најде сенс за проблемите со кои се соочува ромското население. Во тесна соработка се направени поголем број на проекти за средување на ромската заедница, односно за улиците во каде што живее ромското население. Има огромна поддршка од централната власт и од кабинетот кој што го раководам, така да соработката наша и понатаму ќе продолжи. Јас ги охрабрувам не само вашиот градоначалник, туку и другите градоначалници да поднесуваат што повеќе проекти кои што се однесуваат од инфраструктурен и комунален карактер за во ромските населби, а со цел да го подобриме квалитетот на живење на ромската заедница. Министерот Ахмедовски рече дека забрзано тече и постапката за решавање на проблемот со жителите од старата касарна во Кочани. За тоа веќе не повеќе пати разговарам, мислам дека веќе е во тек изработката на документацијата за старата зграда. Мислам дека веќе е најдена и локација за изведување на овој инфраструктурен проект кој што ќе биде од големо значење за луѓето кои што живеат во овој дел од вашата општина. Сметам дека со ребалансот за наредната година во 2019 година веќе се испланирани средства за овој проект, така да сметам дека наредната година овој проект ќе започне со реализирање. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев оцени и соработката со кабинетот на министерот Ахмедовски годинава резултирала со поддршка од над 6 милиони денари за асфалтирање на неколку улици во ромското маало, на кои претходно со општински буџетски средства беше поставена нова водоводна мрежа. Исто така тој спомена и проектот за старата касарна е во поодмината фаза на решавање. Благодарение на поддршката на министерот и секако на централната власт, значи ние неколку улици во делот на ромското маало веќе ги решивме и во тек се во моментот активности на улицата Славчо Стоименски на крак исток, каде што тоа што е планирано, очекуваме во наредните 10 до 15 дена да биде завршено. Значи, завршуваме реконструкцијата, односно асфалтирањето и подпорните ѕидови на Славчо Стоименски и продолжуваме на другите улици, како што е Блаже Попарсов. Следна активност, значи по завршувањето на Славчо Стоименски се префрламе на улицата Блаже Попарсов. Целокупната планска документација од страна што беше обврска на локалната самоуправа на општина Кочани веќе е завршена. Значи, ги имаме сите потребни документи извадено и дека во моментот работиме на проектирање на зградите. Значи, ние сме неколку фази подалеку отколку пред неколку месеци. Не сакам да кажам дека ние можеме, ако се договориме, дека проектот ќе биде за релативно кратко време готов и дека ние можеме да стартуваме со градбата на овие куќи, односно зградички кои се предвидени за сместување на лицата кои во моментот се сместени во старата касарна и се во очарна состојба. При посетата на Кочани, министерот Аксел Ахмедовски најави дека освен асфалтирањето на улиците во ромското маало, ќе продолжи поддршката од државата за решавање на другите комунални и инфраструктурни проблеми за ромската етничка заедница кај нас.